Благодарам. Денеска сакам да информирам јавноста за следново. Пандемијата со која што се соочува светот и со која што се соочува и нашата држава, очигледно е дека се одрази и на економските текови и последниве денови, како што гледаме сите, најголемите економии во светот се соочуваат со најголем пад на бруто домашниот производ, незапамтен во нивните истории. Во изминатиот период, кога имавме многу специфична ситуација во дел на владењето на оваа корона криза, во најголем дел успеавме и го одржавме стабилен електроенергетскиот сектор. Потрошувачите се стекнаа со правото да не бидат исклучувани за време на вонредната состојба, да имаат право за доцнето да ги плаќаат своите сметки, при тоа да не се добиваат камати заради тоа. Пандемијата и резултатите од неа особено влијае на економските текови и тоа се одразува и во работењето и на нашите електроенергетски компании, особено во делот на продажбите кои што се однесуваат на извоз. Електрани на Северна Македонија оваа година има драстично и сериозно намалување на продажбата на вишоци на електрична енергија, кои што најмногу одеа за извоз, и тој пат е од 17 милиони евра. МЕПСО, како преносен електросистем оператор, од прекограничните преносни капацитети кои ги доделуваше на аукции, има намалување од 11 милиони евра, а исто така соодветно влијание има и промената на потрошувачката, пред се намалувањето на потрошувачката кај индустријските и комерцијалните потрошувачи. Во изминатиот период во целост го имплементиравме Законот за енергетика, го дадовме правото на избор на сите потрошувачи, вклучувајќи ги домаќинствата, и она што е многу битно, започнавме процес на транзиција, односно делумно префрлање на нашата производство на електрична енергија кон обновливи извори и пред се кон фотоволтаици, и верувам и сигурен сум дека тој тренд ќе продолжи и понатак. Во наредниот период, Регулаторната комисија за енергетика, имајќи ја во предвид ситуацијата со оваа пандемија, одлучи да нема укинување на ефтината тарифа во корист на граѓаните на нашата држава. Значи, ефтината тарифа ќе продолжи и понатака да функционира во истиот период како што беше и досега. Заради намалените приходи пред се од извозните компоненти, цената на електричната енергија за сите потрошувачи на регулираниот пазар ќе се намали, ќе се зголеми за 7,4%, и тоа ќе го следиме во наредниот период, дали ќе има зголемени приходи од страна на ЕСМ во делот на продажбата на вишоци и доколку има одредени корекции и кај приходите кои што ќе ги обезбедува МЕПСО во однос на прекограничните преносни капацитети. Јас знам дека со оваа одлука влијаеме врз крајните потрошувачи, и тоа од прилика на една просечна потрошувачка која што имаме, која што правевме анализа, некаде на 1500 денари сметка, зголемувањето на месечните трошоци ќе биде за приближно 100 денари. Еден од начините да се надмине оваа ситуација со зголемувањето на цената на електричната енергија е зголемување на субвенциите за ранливите категории на потрошувачи, или пак може да се прават и соодветни анализи во однос на ДДВ-то, како што се случи минатата година со ДДВ-то за топлинска енергија, кое што се намали од 18 на 5%, односно тоа влијаеше на намалување на цената некаде за 12%. Со оваа одлука ЕЛЕМ и така се покажа како значаен двигател на македонската енергетика, и иако има обврска од Законот за енергетика да обезбеди 75% од потребите на регулираните потрошувачи, ЕЛЕМ и оваа година обезбедува 100% од потребите за сите потрошувачи во државата кои што се на регулираниот пазар. На тој начин немаме потреба за увоз на електрична енергија за регулираниот пазар на електрична енергија, и доколку цената на слободниот пазар во овој период е негде околу 51-2 евра за мегават час, цената по која што ќе продава електрани на Северна Македонија на регулираниот пазар
изнесува 38,4 евра за мегават час, што е значително пониско од цената на слободниот пазар. Исто така, електрани на Северна Македонија верувам дека во наредниот период ќе се обезбедат услови за продажба на вишоци на електрична енергија. Исто така влијание врз цената на електричната енергија со оваа наша одлука има и трошокот за обновливи извори, кој што согласно европските регулативи и сето тоа што е имплементирано во нашиот закон, во оваа наша одлука влијае околу 7,3% врз крајната цена. Тоа се сите оние обновливи извори кои што користат повластени тарифи. Значи, прво да расчистиме една работа, електрани на Северна Македонија не поднесуваат барање до регулаторната комисија за енергетика повеќе и ние не определуваме цена на електрани на Северна Македонија, туку тоа е цена која што ја понудил нашиот најголем производител со електрична енергија на тендерот кој што го распишу универзалниот снабдувач на Евана Хол. Инаку, ние од кога ги објавивме одлуките во текот на вчерашниот ден, добивме забелешки од трите компании за кои што носиме одлуки, добивме забелешки од МЕПСО, исто така добивме забелешки од Електродистрибуција и добивме забелешки од Евана Хол. Нивните забелешки беа во делот, бидејќи ние најголемиот дел од нивните трошоци веќе ги имаме определени, забелешките беа во однос на нашите предвидувања за цената на електрична енергија по која што ќе се покриваат, по која што треба да купуваат загуби на слободниот пазар. Тоа беше една забелешка, потоа следна забелешка која што имавме од МЕПСО е дека со нашите предвидувања ние очекуваме дека они ќе остварат поголеми приходи од прекогранични преносни капацитети и веруваме дека тоа ќе се случи. Тие сметаат дека ќе биде помалце, но ние веруваме дека ќе биде повеќе, затоа што во сите години во изминатиот период во нашите одлуки сме иделе со помали предвидувања, па секогаш излегувало дека се поголеми приходите и верувам дека тоа ќе се оствари во наредниот период. Инаку, во однос на тоа што бара компаниите, во тој дел беа нивните забелешки и доколку ги прифатавме ние во цело забелешките од компаниите и нивните барања кои што ги поднесоа, цената на електричната енергија ќе се зголемеше од 22 до 23%. Ние како регулаторна комисија за енергетика апсолутно не можеме да го дозволиме тоа и сакаме да обезбедиме и стабилност во работењето на компаниите во државата кои што се на регулираниот пазар, и исто така не сакаме и да направиме и преголем товар врз домаќинствата, инаку и во наредниот период останува правото на домаќинствата да се купат електрична енергија на слободниот пазар и ги повикувам сега конечно и снабдувачите со електрична енергија кои што продаваат на слободниот пазар да можат да понудат електрична енергија веќе и на домаќинствата и верувам дека тоа ќе се случува во наредниот период. Инаку во однос на поскапувањето, цената на елем се зголемува за 10,74%, цената за пренос и вклучувајќи го и активностите на операторот на пазарот на електрична енергија, значи активностите на МЕПСО за 12,5%, цената за дистрибуција е зголемена за 2,8%, а делот на снабдувањето е намален за 7,71% кај Евана Хоум и конечно тоа влијаеше на оваа конечна наша цена да зголемувањето да изнесува 7,42%. Ниту еден од тие трошоци и трошоци за нови вработени не се признаени во оваа одлука за цена на МЕПСО. Тие пријавија трошоци, делумно сигурно имало и од тоа, но тоа нема значително влијание, но како и да е, ниту една од тие ставки не беа земени во предвид во оваа цена. Значи немаат никакво влијание на цената, ниту тие, ниту пак новите вработувања.
Тоа беше една од опциите која што ја спомна и некои од компаниите во текот на овој изминат период. Вие како што знаете, ние имавме и одлагање на носењето на оваа наша одлука, пред се заради тоа што од првичните барања кои што ги доставија компаниите, воопшто не бевме задоволни и понатака правевме многу подетални и посериозни анализи и така да една од опциите која што излезе беше и укинувањето на ефтината тарифа. Како ќе влијае новата цена на профитабилноста на компаниите? На сите компании им е загарантирана профитабилност. Значи, кај Елем и кај Мепсо останува проблемот со тоа што немаат приходи како што ги имале во изминатите периоди, но верувам и сигурен сум дека и Елем и Мепсо ќе продолжат со стабилно работење и ќе обезбедат сигурност во снабдувањето со електрична енергија. Тие зголемени трошоци ги прикажаа како прво во делот на оперативните трошоци, каде што покажа одредено зголемување. Исто така Мепсо прикажа и зголемени инвестициони активности и зголемени реконструкции во делот на нивната мрежа, и одредени трошоци кои што немаат баш големо влијание врз цената. Сметаме дека со тој потенцијал сега кој што ги има Мепсо може да извршува својата функција како што треба соодветно, и она што сметаме и го преточивме во нашите одлуки, што има големо влијание врз работењето на Мепсо, се намалените приходи од прекогранични преносни капацитети, бидејќи потрошувачката на тие се приходи кои што ги добива Мепсо уствари за транзитите кои што одат кон Грција, а и во Грција е сериозно погодена економијата и поради тоа нема толку транзит на електрична енергија кој што оди пред се кон Грција, делумно може да оди и преку нашата земја и кон Албанија преку Грција и така натаму, но сметаме дека со овие средства кои што ги имаме одобрено на Мепсо и веќе во изминатиот период, ние му гарантираме и профит и соодветни разумни оперативни трошоци, дека ќе ги може да ги реализира и доврши сите планирани активности, и исто така и верувам и не само Мепсо и електродистрибуција и Елем во наредниот период ќе работат на оптимизирање на нивните трошоци, така да не верувам дека ќе има било какви проблеми во однос на нивното функционирање. Една ги повикувам и пратениците да размислат околу тоа, ако возможно да има таква опција, да се разгледа и таа опција, имајќи ги во предвид и приходите кои што влегуваат во буџетот. Една од опциите. Не, тоа треба да се направат анализи. Ние како регулаторна комисија за енергетика можеме да се вклучиме во тие анализи, имаме податоци, имаме искуство, но пред се ќе треба да разговараме и со Министерството за финансии, поради тоа што тие најдобро ги знаат приливите во буџетот и неќеме да направиме, доколку се воведе оваа мерка, да има дополнително влијание врз намалување на приходите во буџетот. За парното ме прашана. За парното не донесовме денеска одлука, поради тоа што имаме сериозни забелешки од компанијата и навистина немавме време ниту ние, ниту они да ни ги образложат, и согласно последните измени на правилниците кои што ги направивме на почетокот на јуни, имаме можност оваа одлука да ја донесеме и сигурно ќе ја донесеме во текот на август. Имаме сериозни разидувања со БЕК во однос на нивните трошоци за набавка на топлинска енергија од ТЕТО и во одреден дел кај трошоците. Но во принцип ова е најголема ставка на која што влијае врз крајната цена и сакаме во една разумна и релаксирана атмосфера заедно со БЕК да си ги размениме аргументите и фактите и да донесеме одлука која што ќе биде правична и за граѓаните и за компаниите, се разбира. Okay,